Расадот е основата на едно производство, затоа земјоделците треба да ги применуваат сите заштитни мерки. Агрономите велат дека иако голем дел од производството е расадено, има растенија кои сега се подготвуваат за расадување, па за да не дојде до појава на инсекти кои се преносители на голем број вирусни заболувања, заштитата на расадот мора да биде многу строга. Некое производство е веќе расадено пред секуртоскапија, како на отворено, така и под пластеници, но има и расади кои сега се подготвуваат и кои се припремаат за расадување. Значи, пред се треба да се знае дека од заснувувањето на расадот потребно е да се применат сите мерки на заштита. Расадот е основата на едно производство, каде што и интензитетот на примената на самите заштитни средства треба да биде поголем. Бидејќи се работи за млади растенија, за растенија кои има временски период да се употребуваат и пестициди кои ќе имаат подолга каренца, но сепак заради времето кое е дозволено од времето на третирањето до бербата е поголем период, значи може да се употребуваат и некои од пестицидите, пред се тука се органофосфорните инсектициди, карбаматите и така натаму, кои имаат подолга каренца, но од времето на примена до бербата е подолг период и затоа е потребно повеќе да се може да се користат тие инсектициди. На самиот почеток растенијата се млади и најосетливи на вирусни заболувања, затоа Спасов препорачува да се применуваат биотехнички средства. Еден инсект присутен во расадопроизводството може да направи голем проблем. Бидејќи се работи за растенија со густ клоп, значи на единица површина голем број на растенија, и еден инсект може лесно да преминува од едно на друго растение и на тој начин да врши зараза на повеќе растенија. Исто така се работи за растенија кои се во млада фаза и кои се најосетливи во тој период од заразата на вирусните болести. И за тоа, значи, потребна голема заштита. И уште во расадот производството е потребно да се пременуваат тие така наречени биотехнички средства. Значи, тоа се, ако се работи за домати или за пратењето на инсекти кои се од редот на пеперутичите, на лепидоптера, потребно да се постават феромонски мамци. Додека ако се работи за инсекти, да се пратат инсекти, како што се лисните вошки, потребно да се постават жолти лепливи траки, а додека ако се пратат трипсите, потребно да се постават сини траки. Ако по самото расадување се појават симптоми на некоја болест, Спасов советува веднаш да се изврши хемиски третман со соодветни инсектициди, со цел да се спречи ширењето на болеста и да не дојде до уништување на целиот расад.